5%. Have you ever considered selling? No, I can't. That's a no. No lyrics here, just beats the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the truckling sound. И добро дојдовте повторно на каналот кај BetTeacher Crypto и денеска ќе ги разгледаме повторно графиконите. Ќе споделиме некои вести да видиме кај се наоѓа пазарот и ќе видиме што се случува со златото, бидејќи како што очекуваме на овој канал имавме пат и тоа баш голем пат кој што верувам дека полека го формираме врвот за златото. Доколку преминеме на следното, ова за повторно затворање на владата може да предизвика голема волатилност на краток период, како што моментално гледаме на графиконите. Погледнем повторно и за биткоин што ќе се случува подоцна. Така да ќе видиме што всушност ќе се одлучи во понеделник и да видиме како ќе реагират на овие вести. А тука го имаме првиот банкарски колапс во 2026 година, бидејќи системот тоа сака да се случи. Ова е всушност веќе контролирано уривање на економијата од страна на ФЕД, кој што не планира ова да го заврши, барем сега за сега. И доколку погледнеме за алткоините се наоѓаат во иста шема кога се наоѓале и во 2017 година. Јас лично не сум бил присутен, но доколку вие сте били присутни, веројатно знаете за што станува збор. А доколку го погледнеме сега графиконот, имаме ваков триаголник кој што ни покажува дека со пробивање на овој триаголник имаме повторно алткоин сезона, каде сме моментално. Погледнете, имавме тотално уништување на овој сентимент и моментално сме пред пробив тука, но ќе видим секако ова може да потрае, бидејќи вакви промени не се гледаат толку често. И доколку погледнеме на DXY обично имаме булиш цена за биткоин кога сме од 97, но моментално почна да се враќа повторно нагоре. DXY дали е само некоја мала корекција, ќе видиме. Како што можеме да видиме во претходните случаи, пробивање на оваа зона од 95.000 тука отприлика имаме раст на биткоин. Тоа се случило во два наврати претходно. И доколку го споредиме биткоин со среброто, погледнете ова 10 годишна тренд линија која што многу јасно ни покажува каде сме на пазарот и дека многу е добро времето да се инвестираат парите во биткоин. Тоа ни го кажува овој графикон, а како ќе одлучите, тоа е ваш избор. Така да погледнете што се случувало претходно со допир и одбивање од оваа тренд линија, сме имале огромно движење нагоре за биткоин. А нешто што често сега се појавува на мрежата X, ова е еден од најуспешните трейдери во историјата на тргувањето. И дали всушност ова се случува, не можеме да знаеме, бидејќи тука имаме многу различни сценарија. Доколку ова е случајот, верувам дека ова ќе го доживееме можеби до средината на година, па во средината на година да го формираме и врвот и дното, кое што верувам дека никој нема да го очекува, или пак ова е всушност само одреден приказ на графикон кој што воопшто нема врска со ова. Искрено бидам изненадан доколку ова го видам, бидејќи реално не го очекувам. Нешто што очекуваме да имаме мала консолидација, повторно мало пробивање, да поминеме време или да го изгубиме времето, да пробиеме под овие нивоа и можеби тука да се консолидираме токму на оваа тренд линија за да го подготвиме средното движење, кое што верувам дека ќе биде вакво, но не со ваков крај. Мислам дека цените ќе бидат многу поголеми од тоа што е проектирано тука. И ево го златото. Моментално златото има исти графикон како од 1980 година. Гледате, Абрановите често знаат да бидат вакви.
Тоа се А-бранови, после кои што следува повторно враќање на надежот, а тоа е бранот Б и се враќа во бранот С, кој што го уништува секое позитивно чувство за приближување на оваа цена нагоре. И моментално што добиваме? Имаме огромна свеќа, каде што полека се враќаме надолу, можно е да добиеме пат подолу и подоцна нагоре, за да го формираме тој Б бран можеби тука и да го имаме тоа на потрапно движење од бранот С и каде ќе застане, не можеме да знаеме, но нешто што би можело да биде целта се овие две зони тука, а тоа се како ќе го следиме и на графиконите кои што ги следиме и ќе го прикажуваме на дневно ниво. Ова е оно што всушност следува. Еве, тука ги имаме и презентирано. Тука ги имаме и зоните кои што моментално се наоѓаат. Погледнете. Верувам дека ова ќе биде зоната, можеби, или пак ретест тука некаде, за да можеме, сето тоа треба да се измери со Фибоначи или да се проценат на друг начин. Но доколку мислите дека всушност ова е врвот, верувајте дека се лажете, ова воопшто не е врвот, туку ова е почетокот на она што следува во следните години, а тоа многу јасно ќе го видиме на овој графикон. Доколку се префрлиме, верувам дека моментално се наоѓаме во овој дел, кој што не знам дали ќе стигнеме до овие цени за златото, но верувам дека имаме огромен потенцијал да стигнеме до барем 17 до 20.000 за злато во следните години. И доколку отидеме сега на ликвидацијите, погледнете, имаме огромни позиции на горниот дел на графиконот, тоа се 98.000, а тука имаме 93.000, и тоа на 3-месечен графикон. Доколку се вратиме сега на графиконот тука да видиме што всушност ни покажува биткоин, гледате, немаме уште пробивање на ова дно, многу сме блиску да се пробие тоа дно, што значи дека со пробивање на тоа дно би можеле да добиеме некоја си корекција, можеби до оваа цена повторно, да го ретестираме ова ниво можеби од 73-74 илјади. И тука да го формираме тоа failed day cycle low, кое што ќе не одведе повторно нагоре и повторно ќе не одведе во нови пониски нивоа кои што би требало да ги добиеме подоцна. Доколку тоа се случи, сега за сега сме во ред, бидејќи немаме никакво пробивање моментално. Погледнете, цената моментално почнува полека да пробива низ оваа зона, што значи дека големи се шанси дека ќе добиеме уште поголем пад, заради тоа што верувам дека имаме многу оптимистични луѓе и леверидж тука кој што е присутен на овие цени, а тие сакаат да го исчистат леверидж за подоцна да нагоре во тие зони. И верувам дека ова е вистинската тренд линија. Ја менуваме доколку има потреба. Сега за сега останува таа тренд линија и ова тренд линија која што е една од најбитните тренд линии на овој графикон. И сето ова може да делува вака, да го поминеме тоа време тука во странично движење, ликвидиране позиции, лажни движења многу, бидејќи такви движења се појавуваат во брановите С и да го достигнеме тоа дно кое што го очекуваме според циклусите во ноември, некаде октомври 2026 година. Доколку сега преминеме да погледнеме само што се случува со ФЕД. ФЕД моментално немаме ново дно, но од ова, но имаме нови дна од тука, што и беше очекувано на овој канал. Очекувам поголема
зона на акумулација како што тоа се случува сега, можеби и да го достигнеме повторно тоа ниво и тука некаде да пробиеме, така да мислам дека сето ова е бонус за оно што следува во наредните години. А доколку се префрлиме сега на златото, погледнете, и имаме дури 16% пат во еден ден на златото. Тоа е огромен процент за златото. И колку имаме за среброто, имаме скоро 40% пат за среброто. Тие се движат исто, така да, како што кажам во претходното видео, имаме формирање на оваа зона, тука и формирање на тој можеби left translated, што сега за сега се испоставува дека ќе биде така, што значи дека не би требало да го пробиеме овој врв пред тотално да го ресетираме. Тој сентимент докаде ќе ова цена ќе видиме во следните недели, а кога златото се коригира, биткоин има тенденција да расте. Дали тоа ќе биде случај повторно сега, ќе оставиме да видиме, или пак, како што кажавме, дека некогаш се движат заедно, како биткоин и златото одат во една насока, можеби ќе одат повторно заедно надале за да продолжат повторно заедно нагоре подоцна, но ќе оставиме сето тоа да го видиме во следните неколку месеци. И отприлика тоа е тоа за денешното видео. Се гледаме во следното. Поздрав од Бет Тичер Крипто и чао чао. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap.